Угостителството се соочува со најтешките проблеми и голем дел од него тешко ќе го преживее постковидниот период. Предолгото неработење готвачите келнерите ги преквалификува и испрати на подобри работни места. Очигледен е дефицитот, значи секаде во сите градови во државата, посебно во главниот град и во туристичките места. Така да голем е дефицитот моментално. Најмногу нормално, знаете, заменуваат во атрактивни дестинации како Хрватска, Германија, Малта, некои одат на бродови работат, секаде по светот, каде што условите нормално за работа ќе им бидат подобри. Во моментов и во сезоната која предстои, овој персонал е платен како никогаш. Прво, кога се збори за плата, има една разлика која што овдека платата им е, да кажеме, бруто која што ја земат, за разлика од нето платата која што ја земат која ќе одат надвор. Меѓутоа овдека кај нас, да кажеме, за добар готвач платите се и околу 1000 евра. Така да за келнерите, значи, пак зависи од видот, од типот на локалот. Меѓутоа, у принцип, никаде не се испод 24-25 денари, никаде не се. Значи, се движат и негде околу 30.000 денари. Иако за наши услови станува збор за одлични примања, тие не се гаранција дека проблемот ќе се реши. Алтернативните решенија се системски, значи тоа треба да се направи во соработка со државата. Значи не може да се смисли решение кое што би се аплицирало во пракса и би било успешно, а тоа да не биде системско. Тоа е една работа. Во врска со платите, значи платите континуирано во последните години од нагоре, сепак не можеме да бидеме конкурентни со тие дестинации каде што нормално и стандардот и цените и се е поразлично, целиот пазар е поразличен, затоа и не можеме да бидеме ние конкурентни на тоа.